Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Амин. Возлюбени во Христа Бога, братья и сестры, Христос се вознесе. Истина се вознесе. Христос се вознесе. Истина се вознесе. Христос се вознесе. Истина се вознесе. И ни ја донесе радоста што денес ја имаат во изобилие во срцата своји и целото нивно двоедно битие од Бога благословено пронижено од љубовта и радоста Господня небесна, нашиот брат Nebojša и нашата сестра Александра, кои што со благослов Божи стапија во брак, откако врзнив се изврши светата тајна на љубовта во светата литургија, онака како што од секогаш светата тајна брак се извршувала низ вековите. Низиното изместување од светата литургија е направено на сосема неприроден начин и по силата на силните од некогашната Византиска империја. Денеска ние им се вративме на старите правила на живење во црквата, на старата традиција, односно предание на црквата, светата тајна брак да се круниса не со прстените и со венците, туку со самиот Христос Бог, со кого што нашите младенци денеска пристапија и се соединија. Светата тајна брак никогаш не била поактуелна околку денеска, но ние денеска немаме за цел да ги разоткриваме социолошките аспекти на бракот, туку да кажеме дека двајцата, мажот и жената, што станале едно, односно двоедно тие, треба да живеат по силата на љубовта која што соединува, собира, умножува и расте, наспроти омразата која што разградува, разединува, убива и растува. Треба да живеат, велам, по силата на љубовта, не емоционално разбрана. Љубовта е несведлива на емоции, а кога ќе ја сведиме, ја сакатиме и таа има не лошо влијание врз оние кои што и допуштаат од неа да бидат освоени, наместо со неа да господарат. Љубовта како емоција не е исклучена и е својствена за човекот воопшто. Но таа не е само тоа, таа е многу повеќе од тоа. Таа е чиста, 100% онтолошка вредност. Љубовта е самата суштина на животот. Затоа најголемите отци на црквата со право животот го сметаат за синоним на љубовта, а љубовта за синоним на животот. Ке кажете љубам или живеам, едно и исто сте рекле, браќи и сестри. Најмили мои, во бракот мажот и жената стапуваат така што ги оставаат родителите своји и во се со нив се изедначуваат. Но да се остави родителот свој не значи да се заборави родителот свој. Зашто врз благословите на родителот се темели и днината на новосоздаденото двоедно брачно битие, кое што располага со потенцијалите да создаде домашна црква, православно семејство, заедница на свети личности во Христа Господ.
kako treba da funkcionira bračната zajednica. Onaka kako što dneska Svetиот апостол Павле во прочитаната перикопа ни советува, кога им се обраќа најпрво на мажите и им вели: вие мажите, љубете ги жените своји, онака како што Христос ја сакаше, како што Христос ја љуби црквата. Па како Христос ја љуби црквата, браќа и сестри? Така што за неа животот свој го положи. Па гледајте дали е малечка и лесна и неодговорна улогата на мажот во односот кон својата сакана сопруга. Тој е задолжен, ако треба, и животот да го положи за неа, рековме, како што Христос умре за црквата. За во смртта негова, самата смрт да умре. Бидејќи тој по природа не знае ниту за грев, ниту за смрт, но нашиот грев и нашата смрт ја прими, за во смртта да ја згази смртта наша. Потоа апостолот и се обраќа на жената, на жените и вели: а вие жените, сакајте ги мажите своји онака како што црквата го засака Христа. А како, браќи и сестри, црквата го засака Христа? Така што живее во безпрекорно смирение пред Христа. Во безпрекорно доброволно смирение. А кој може жената да ја присили на послушност? Никој, браќи и сестри. Има само една сила. Името на таа сила се вика љубов кон својот сопруг. Само таа сила може да ја смири и да му служи на својот маж со љубов, онака како што Светата Црква Божја најсмирено, најкротко, највечно сораспната со својот Христос му служи на Христа Господ. Да се живее така, значи да се биде вистинска светлина во овој свет кој што се дави во темнина. Од таквиот однос на двоедното брачно битие кон Бога, кон светот и кон ближниот зависи и днината на овој свет. А и днината на овој свет се неговите есхатолошки перспективи, бидејќи се што од рацете Господни произлегло за вечен соживот со Него, за вечно постоење, а не за едно време, времето на овој свет без Бога, детерминирано од просторот и времето, две непремостиви историски категории за оние кои што не успеале Бога да го позна. Ние денеска добивме млад брачен пар, две чудесни личности, творечки ангажирани личности, кои што се бават со возвишени научни проблеми, кои нивно поле на интересе научните постигнувања во универзитетските центри. Но покрај тоа, тие верно и безпрекорно се вежбаат во љубовта кон Христа Господа, дарителот на животот и дарителот на секое добро. Господ милостив да ни ги чува, да ги благослови и да ги умножува талентите своји во слава Господня за доброто на човечното и на свето, перспективите на нивното действување да бидат перспективите на Царството Небесно.
čestit brak. Gospod da vi dade sila, ljubovta što svega je imate da bude početna. I nikoga da ne kažete, deka svega najmnogu se sakrite. Ja sve molam, tije zborovi da se i kažete evo 100. godina od vašeg život. A to znači deka od deneska do vašata 100. godina silata na ljubovta vobaske raste i te se umnožuva. No ne sebično samo za vas, za nesebično da ja delite sosite. Amin. Hristos se voznese. Istina se voznese.